Северна Македонија почнува постапка за набавка на кинески вакцини против COVID-19. На владина седница Министерството за здравство е задолжено да го спроведе процесот за купување 200.000 дози. Во недостиг на нарачаните вакцини од американски Pfizer, како и они од COVAX механизмот, а и од најавената помош, владата се сврте кон исток. Овој потек опозицијата го нарече питачење. Фактот е еден. Вакцини нема. Во другите држави граѓаните бираат со какви вакцини ќе се вакцинираат, а министерот питачеше кај ќе стигне, последно се најде пред вратите на кинезите. Наспроти ова, владата уверува дека многу брзо вакцини ќе стигнат. Првиот COVAX механизмот на почетокот на февруари. Во истиот период според надлежните ќе дојдат и првите дози од Pfizer. Додека трае дебатата власт-опозиција дали државата има ефикасна стратегија за вакцинирање или не, експертите предупредуваат на опасност од британската мутација на вирусот, чиј прв случај вчера беше детектиран во земјава. За овој знаеме дека многу полесно се пренесува. Од Велика Британија, според нивните податоци, се смета дека се пренесува за 70% побрзо од предходните соеви на коронавирусот, односно доколку требало да се заразат 10 луѓе, ќе се заразат 17 луѓе. Според Кунгуловски, реално е да се очекува овој сој на вирусот да стане доминантен во земјава токму поради неговото брзо пренесување. Досегашните информации се дека вакцините што се на пазарот добро се справуваат и со оваа мутација. Но проблемот е што во земјава во која во последните 24 часа се регистрирани нови 336 случаи на COVID-19 и 10 починати лица, се уште нема ниту една вакцина. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.